Охридската архиепископија е прва православна црква на словенските народи, изворот кој тргнало православието и причина со која треба да се гордееме. Бранко Ѓорѓевски, новинар и аналитичар кој долг период го следи црковното прашање, за еден ТВ изјави дека 1 милениум Охридска архиепископија е значаен јубилеј за нас и е добро што вака се одбележува. Сигурно дека 1000 годишнината од Охридската архиепископија е голем и значаен јубилеј и добро е што тој денеска вака се одбележува. Да не ги повторувам историските факти, но доволно е да се каже дека Охридската архиепископија е прва православна црква на словенските народи, па да се свати колкаво е и какво е нејзиното значење. Охридска архиепископија е оно извор од кој што тргнало православието кон другите православни народи и кои преку неа ја градале својата собствена црковна организација. Фактот дека таа за свој центар го имала Охрид, град на македонската територија и населен со македонци, е причина со која треба да се гордееме. Ѓорѓевски вели дека Охридската архиепископија била еден од главните столбови за зачувување на македонскиот идентитет, посебно во критичните времиња низ историјата. Тој е скептичен дека проблемот со сестринските цркви ќе се реши. Единствена добра страна од Нишката спогодба беше тоа што нам ни се признаваше континуитет со Охридската архиепископија. Тој континуитет, меѓутоа, сега не се признава од страна на Бугарската православна црква. Од ставовите на бугарските владици, конкретно од владиката Наум, видовме дека тие се сметат за апсолутни единствени наследници на Охридската архиепископија и дека тоа е голема пречка која што сигурно нема да дозволи Бугарската православна црква да ни ја признае нам црковната автокефалност. Инаку на јубилеот 1000 години Охридска архиепископија нема да присуствува Бугарската православна црква со своји представници. Во поделена атмосфера, црковниот врв реши да не испрати делегација во Охрид и покрај поканата што ја испрати архиепископот господин Стефан до Бугарската патријаршија. Одлуката на синодот на БПЦ беше големо изненадување за јавноста во Македонија, но особено во Бугарија, затоа што патријархот Неофит неодамна изјави дека ако МПЦ испрати покана, тие ќе испратат своја делегација. А јубилеот 1000 годишнина од основањето на Охридската архиепископија годинава како што соопшти, молитвено и достоинствено ќе го одбележи Српската православна црква.